Собранието пред неколку дена ги изгласа оној пакет на мерки што значи намалување на ДДВ-то и пониска акциза. Вие дадовте како пратеничка група поддршка на овие мерки, но колку според вас ваквиот чекор е задоцнет или исправен во овој момент во државата? Сметаме дека мерките се апсолутно задоснети. ВМРО-ДПМН уште пред месец дена предлагаше мерки кои што ќе значеа да нема вака драстично поскапување на дизелот и на бензинот, кој што оди на највисоки граници било кога видени во државата, и исто така основните прехранбени производи. Пред се мислам тука на лебот, на брашното, на маслото, на шеќерот, на радноградинарските култури, на месото, значи она што се основни производи кои што се потребни за секојдневна исхрана на едно семејство, одат со цени кои што се 3 до 4 пати повисоки од цени кои што беа претходно, и тука огромна вина има кај власта на СДСМ и ДУИ. Факт е дека има војна во Украина, факт е дека има криза, но исто така е факт дека други држави не трпат вакви последици, затоа што презедува мерки на време. Прво и второ, Македонија е пред се земјоделска држава. Македонија може самата да произведе доволно храна доколку има добра организација која што за жал во моментов ја нема. И затоа овие мерки се само козметика од една страна, а од друга страна не сакаат да се откажат од полнењето на буџетот, затоа што тоа полнење на буџет после тоа значи расипничко трошење. Петта година имаме власт СДСМ ДУИ, која што не изгради километар автопат, која што не изгради ни еден мост, ни една брана, ни еден километар пруга во државава, ни една болница, значи ништо што би значило голем инфраструктурен проект, а трошат по 4 и кусур милиарди евра секоја година. Тоа покажува дека се работи за едно расипничко трошење од кое што не сакаат и ова година да се откажат. Кога би се откажале од расипничкото трошење, во тој случај цените во маркетите би биле далеку пониски од ова што е сега. Во однос на ова што го говорите со цените на одредени производи и она што беше донесено како пакет мерки од власта практично овде во собранието, кажете ми реакциите на малите бизниси, на земјоделците во Битола и во другите делови од земјава се сериозни, велат дека немаат исплатена субвенција и она што значи смрзнување на маржата на основните производи е директен удар по нивните бизниси. Има два дела. Прво, досега не слушнавме релевантен одговор што ќе се случи со праската во Росоман, која што веќе нема извоз, што ќе се случи со јаболкото во Ресен, која што исто така нема извоз, што ќе се случи со пролетната зелка, која што главно се сади во Струмичково, во Силево и во Василево, која што исто така нема извоз. Понатака, второто прашање е зошто не се исплаќаат субвенциите. Следното прашање кое што треба да го одговори власта е што ќе се случи со црешата, со вишната, со капината и со сите оние производи кои што доаѓаат, кои што вредните земјоделци ги произведуваат, а веќе нема да можат да ги пласираат на традиционалните пазари. Следно се малите трговци, затоа што со вака ограничување на маржите тие не можат да преживеат. Сите знаат дека во раноградинарските производи кои што се продаваат во малите дуќани, она што е кало или она што се фрла е некаде 30 до 40% од производот, што значи дека маржа од 10% не може да ја надокнади само загубата, да не зборувам да нешто се заработи, и затоа многумина размислуваат и решаваат да затворат, што ќе значи десетици илјади луѓе на улица, дополнително на веќе зголемените цени и големата криза. Ова е една тотално неспособна влада, влада која што не знае да прави економија, влада која што не знае да помага нити на земјоделците, нити на малиот бизнис, нити на средниот или големиот бизнис, и затоа треба да замине час поскоро. Така. Во однос на она што значи директен удар сега по джебот на граѓаните, она што се случува со економската криза во Македонија, се чини или се добива впечаток дека првиот ешелон на власта, односно премиерот и неговите четворица заменици ги нема никаде во јавност, или пак се појавуваат на настрани каде што не се предвидени изјави. Дали според вас во целиот овој процес има некаква позадина во однос на она што се работи во преговорите со Бугарија? Дали оценувате дека власта работи паралелно на друг фронт, би рекла? Па, апсолутно. Да, беше донев досега 100 пати ја има продадено македонската историја, македонскиот народ и македонскиот јазик, но се соочуваат со еден силен отпор кај народот и особено во ВМРО-ДПМН, и затоа не може да го реализираат тоа. Но мислам дека причината поради која што не се појавуваат во медиумите е затоа што немаат одговор на клучните прашања, а тоа се прашањата за кои што зборувавме досега. Што ќе се случува со цените и што ќе се случува со производот кој што го произведуваат македонските земјоделци, а кој што ќе остане по нивите. Немаат одговор на тие прашања, немаат одговор на празните рафтови во маркетите, немаат одговор на затварањето на
малите бизниси немаат одговор на поскапувањето и затоа бегаат. Но за нив најдобар начин е да се согласат на предвремени избори, затоа што не можат вечно да бегаат од народот и да се соочат со мислењето и гневот на народот. Така. Сосема на крај, не можеме да го одбегнеме моментот со војната во Украина. Токму за речиси половина час од сега летате во Страсбург. Темата на состаноците кои што ќе се одржуваат до вторник и на кои што ќе се разговара е токму ситуацијата со Украина. Што ќе се случува во овие 3 дена? На што ќе бидете присутни вие? Точно, од вечерва и следните 2 дена, понеделник и вторник, се случува водредна сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа. Таму знаете дека сум подпредседател на Европската народна партија. Ќе разговараме за војната во Украина и за консеквенциите кои што треба да ги сноси Русија како агресор во оваа војна. Ќе разговараме за бегалците кои што за жал заминуваат од Украина, ќе разговараме за загубените човечки животи, но и ќе разговараме за овие економски мерки, затоа што многу држави се погодени од војната во Украина. Јас си ги застапувам интересите на Македонија. Мислам дека оваа криза треба да се искористи како шанса, тоа е Македонија конечно да почне преговори со Европската Унија и на тој начин да се отвори патот на Македонија кон Европската Унија. И исто така ќе искористам како шанса затоа што начинот на кој што се негира украинскиот народ и украинската самобитност е истина начинот на кој што Бугарија го негира македонскиот народ и македонската самобитност. Така што тоа ќе се моите тези со кои што ќе настапувам во Страсбург. Николовски, благодарам што бевте дел од вестите на Алфа. Благодарам, беше задоволство.